Стартуваме со најновите информации од Вардарскот и Квишкиот регион, Македонија, светот и спортот. Јас сум Катерина Нацева, а ова се настаните на денот. Градоначалникот на општина Неготино денеска на пресконференција даде отчет за сработеното во периодот 2013-2017 година. Нема услови за двосменското работење на детските градинки во Велес, вели градоначалникот Славчо Чадиев. Да бидеме хумани, да донираме финансиски средства за лекување на малата Марија Караманова. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска даде отчет за сработеното во периодот од 2013-2017 година. Приоритет во работењето беше подобрувањето на состојбите со водоснабдувањето, како во градот, така и во населените места, истакна Апостолов. Отчет за реализираните проекти во изминатите 4 години денеска поднесе градоначалникот Ванчо Апостолов. Тој информираше дека се реализирани вкупно 161 проекти, од кои 98 се од програмата за работа, а нови 63 проекти надвор од програмата кои произлегоа од потребите и барањата на локалното население. Приоритет во работењето беше и ќе остане подобрувањето на состојбите со водоснабдувањето, како во градот, така и во населените места, рече Апостолов. По извршените стручни анализи утврдивме дека една од причините за недостигот на вода за пиење во изминатиот период е повеќе од 70 години старата, дотраена и подложена на оштетување водоводна мрежа. Знаев дека предизвикот е голем, дека ме очекува макотрапна и континуирана работа, но сепак во изминатиот период реализиравме бројни проекти за подобрување на водоснабдувањето во општина Неготино. Апостолов потенцираше дека наскоро ќе се распише тендер за замена на водоводната мрежа на уште 5 улици во градот, на кои старата и дотраена ќе биде заменета со нова водоводна мрежа. На потегот кај Дуброво, каде што се лоцирани неколку индустријски капацитети, извршивме реконструкција на водоводната мрежа во должина од 2,5 километри. Изградени се 2 нови резервоари за вода во Тимјаник и Пепелиште, додаде тој. Истовремено се врши откривање и отстранување на дивите приклучоци кои неконтролирано трошат нефактурирана вода и се поставуваат во домери во секое семејство. Паралелно преку средствата за јавно информирање водиме континуирана кампања за заштита на водата и начините на кои тоа може да се стори, со цел за намалување на потрошувачката на вода за пиење. Го надградивме постоечкиот паралелен систем за наводнување на дворните површини со нови 2,5 километри долга мрежа, а во селото Криволог го доградивме системот за наводнување на дворните површини. Во изминатиот период се оформија 3 индустријски зони за изградба на капацитетите од Г2 лесна и незагадувачка индустрија. Во индустријската зона Црвени брегови продадени се сите 17 парцели на површина од 25 хектари. Наскоро ќе се распише нов јавен повик за продажба на индустријската зона Неготино 1 на површина од 33 хектари и зоната Дуброво Тремник на површина од 85 хектари, за кои, како што рече градоначалникот, постои огромен интерес. За овие локации се очекува изградба и отварање на капацитети со кои ќе се вработуваат граѓаните на целата општина Неготино. И со тоа уште повеќе ќе ја намалиме стапката на невработеност која во општина Неготино е најниска во последните 20 години. А без квалитетна патна инфраструктура нема услови за локален економски развој. Токму затоа во изминатите 4 години во нашата општина се изградени 4 регионални патишта во должина од 13 километри. И тоа патните правци Неготино-Криволог, Курија-Паликура, Тимјаник, Долни Дисан, а во завршна фаза е изградбата и на патот од Горни Дисан до Вешие. На повеќе локации и урбани зони во Неготино изградена е неопходната инфраструктура, со што се олеснува движењето на граѓаните и возачите, како и функционирањето на стопанските капацитети. Апостолов соопшти дека за потребите на учениците во основното училиште Страшо Пинџур изградени се и ставени во функција 2 модерни спортски сали и реконструирана е салата во училиштето Гоце Делчев. Ново фудбалско игралиште, мултифункционално игралиште, двоен тениски терен со тврда подлога, игралиште и забавно рекреативни паркови се дел од проектите кои успешно беа реализирани изминатиот период. Со цел за обезбедување квалитетни услови за одвивање на образовно-воспитниот процес,
се изврши реконструкција на двете основни училишта во градот, во кои настава посетуваат близу 2000 ученици со поставување на нова фасада и други елементи, а исто така ги реконструиравме и подрачните училишта во селата Долни Дисан, Тимјаник, Тремник, Војшанци, Курија и Црвени брегови. Реконструирани се и двата клона на детската градинка Фемо Кулаков во Неготино, во која со години назад се бара место повеќе за предстој на дечињата, па токму затоа веќе обезбедивме соодветна локација и изготвивме планска документација за изградба на уште една нова детска градинка. Апостолов нагласи дека Неготино е втора општина во Македонија која започна со доделување на вредносни воучери од 7.000 денари за секое новородено дете и 14.000 денари за трето дете. Градоначалникот информираше и за тоа дека редовно се одржуваат и поддржуваат сите манифестации за промоција на градот, како и спортски активности и проекти од областа на културата, археолошките истражувања и многу други активности. Неприфатлива е најавата за новото работно време во градинките во Велес. Ова го истакна градоначалникот Славчо Чадиев на денешната пресконференција. Според него, одлуката на Министерството за труд и социјална политика за воведување 2 смени во градинките е невозможно да се примени од 1 септември. Одлуката на Министерството за труд и социјална политика за воведување на двосменско работење на детската градинка Димче Мирче во Белес од 1 септември невозможно е да се примени. Ова денеска на пресконференција го објави градоначалникот Славчо Чадиев. Во интерес на децата и нивното правилно згрижување, Министерството неопходно беше првен да не контактира нас како основачи на институцијата, но и да дозволи нови вработувања, вели Чадиев. Стручната јавност не дебатираше пред неговото донесување. Значи, ние едноставно се наоѓаме пред еден свршен чин од страна на Министерството и тука паѓаат нивните претходни изјави дека се ќе се работи транспарентно, се ќе се работи во соработка со установите, во соработка со институциите на системот, во соработка со граѓаните. Ова полека но сигурно личи на режим, личи на диктатура, личи на игнорирање на децентрализацијата. Најавеното ново работно време ниту далеку не отсликува реалната потреба на велешани. Чадиев вели во 6 клонови на детската градинка, вратите се отворени веќе во 5 часот и 30 минути, од кога и родителите ги оставаат своите деца. За да им излеземе во пресред, токму овие барања, Советот на родителите, Советот на општина Велес има донесена одлука за продолжување на работното време на институцијата и во велешките градинки децата се згрижуваат наутро од 5:30 часот и се до 18 часот. Но, да напоменеме, како родителите ќе ги оставаат децата во градинките кога работното време сега треба да биде од 7 часот, а родителите починаат со работа од 7 часот првата смена. Кога се прва смена на работа. Како ќе ги донесат своите деца? Кога ќе ги донесат? Тоа значи дека родителите не треба да одат на работа. Грижата за децата е пред се, вели Чадиев, но неопходни се конкретни чекори како да се реализира двосменското работење. Еден од првите чекори за реализација на овој проект е позитивно да се одговори на барањето на градинката за нови вработувања. Пчеларското здружение Неготински мед доби нови простории за работа. Тие ќе бидат сместени во туристичко-информативниот центар Желкова куќа, каде ќе можат непречено да ги планираат и реализираат собствените активности. Ова е резултат од проектот Биекономи, кој се реализираше заедно со грчката општина Алпомија во рамките на програмата за меѓународна соработка. Пчеларите од Пчеларското здружение Неготински мед добија современи простории кои се наоѓаат во туристичко-информативниот центар Желкова куќа, а во истите ќе бидат сместени над 50 членови на ова неготинско здружение, кои непречено ќе можат да ги планираат и реализираат собствените активности. Градоначалникот Апостолов истакна дека му е задоволство што по завршениот проект поддршка и развој на економијата на пчелни производи во прекогранична област со грчката општина Алмопија веднаш се превзедоа конкретни чекори за формирање на Неготинското здружение на пчелари, кое веќе има своји простории со мебел, техника и опрема.
Претходно веќе реализиравме доста проектни активности, изградивме пчелин парк во село Вешие, исто така го изградивме дел од патниот правец Горни Дисан Вешие, доделивме опрема на сите пчелари кои беа вклучени во овој проект, значи имаше 25 стари членови, стари пчелари и додека 25 кои за прв пат се занимаваат со пчеларство и мислам дека со тоа успешно го реализиравме овој проект заедно со нашето Сдружение на пчелари. Председателот на пчеларското здружение Неготински мед Миле Тошев соопшти дека цел им е да го брендираат неготинскиот мед како производ со географско потекло кој има своји карактеристики и традиции. Тој информираше дека во постапка е со самиот проект да се изврши и брендирање со цел медот да биде препознатлив во земјава и странство. Бидејќи интересот е огромен и самото формирање на друштвото се изроди конкретно од тој проект за меѓународна соработка. И од тамо иницијалната каписла, како да кажем, потоа се појави погорем интерес, ние постојните ги поддржавме нашите колеги почетници и се створи едно јадро, значи ефикасно јадро за понатамошно дејствување на нашето друштво. Тошев појасни дека производството на мед кое е финансиски исплатливо на почетокот бара соодветна инвестиција која подоцна се враќа. Едукацијата е исто така примерна стратегија на друштвото во иднина. Тој нагласи дека меѓу народот е најпознат медот, но и останатите пчелни производи како прополис, полен матичен млеч, восок, кои треба редовно да се користат, бидејќи станува збор за природни ресурси кои пчелите ги даваат за консумација во еколошки чиста форма. СДСМ повторно покажа незаинтересираноста и незагриженоста на граѓаните. За граѓаните, овој пат владата на СДС скрати од парите за реконструкција на училиштата, обвини Живе Катранџиев од партиската говорница на ВМРО ДПМН Велес. Владата на СДС одлучи да ги скрати парите за реконструкција на училиштата. Политичката ситуација во земјава можеме да ја објасниме со една реченица: едни градат, други кратат, истакна на пресконференција Живе Катранџиев од ВМРО ДПМН. Владата предводена од СДС предвидоа 139 милиони денари помалку за реализација на проекти во основното образование и 179 милиони денари помалку за проекти во средното образование. Од овие средства 33 милиони денари се предвидени за изградба и реконструкција на основните училишта, а 22 милиони денари за изградба и реконструкција на средните училишта. Ова практично значи дека владата и Министерството за образование и наука нема да преземат ништо за подобрување на условите за настава во училиштата. Ова значи дека училиштата во Велес и населените места во околината, каде има потреба од одредени зафати за тие да се направат подобри за учениците, нема да се реализираат. Катранџиев потенцираше дека во времето на владењето на ВМРО ДПМН во велешките основни училишта за реконструкција се инвестирани 35 милиони 865 илјади денари, додека во средните 40 милиони 630 илјади денари. Во нови училишни згради вложени се 33 милиони и 800 илјади денари. Почитувани, тоа е разликата помеѓу ВМРО ДПМН и СДС. Додека ВМРО ДПМН и владата вложуваа во создавање на услови за децата, во изградба на нови училници, набавка на клупи, столчиња, училишни материјали, СДС крати од тоа се. Катранџиев истакна дека ваквата политика на СДС на 15 октомври на локалните избори ќе биде казнета од граѓаните. Итно се потребни финансиски средства за лекување на 5-годишната Марија Караманова, која боледува од ретка и прогресивна болест. Поради напредокот и сериозноста на болеста, потребно е итно лекување во Пекинг. 5-годишната Марија Караманова боледува од ретка и прогресивна болест, неспецифирана енцелофалопатија и митохондријално заболување, вид на Лейкс синдром, што значи нервно-дегенеративно заболување, кое примарно ги зафаќа нервните клетки и мозокот и кога тие ќе се оштетат,
Незиното тело не ги обновува. Лейк синдромот е изумирање на мускулните влакна и престанок на проток на енергија. Марија веќе е неподвижна и го губи говорот и затоа мора брзо да се интервенира. Можност за лекување постои во медицинскиот центар за матични клетки во Пекинг, а за двонеделниот третман за операција, имплантација на матични клетки, физиотерапија, медицински услуги изнесува $20,000, дополнителни $10,000 за трошоци за пат, сместување, исхрана и лекови. Да ја покажеме својата хуманост и да ја помогнеме на Марија и нејзината самохрана мајка. Донирајте на следниве сметки. Од 14 до 16 часот од понеделник до сабота и недела 24 часа ефтина тарифа на електричната енергија од 1 октомври. Оваа владина одлука денеска соопшти на пресконференција премиерот Зоран Заев. Надлежните велат воведувањето на ефтина тарифа на струја не се коси со европската регулатива. Продолжуваме со вести од земјава. Немаше кворум за работа на денешната седница на Советот на јавни обвинители. Тоа беше причина да не се именува ВД вршител на функцијата републички јавен обвинител. Председателот на Советот Петар Арсовски најави дека следната седница е закажана за 29 месецов. Инаку владата на Република Македонија на завчерашната седница му предложи на собранието да ја почне постапката за избор на нов државен јавен обвинител. Согласно член 41 од Законот за јавно обвинителство, собранието на Република Македонија по предлог на владата го огласува именувањето на јавниот обвинител на Република Македонија во службен весник на Република Македонија и во најмалку 2 весника, од кои еден од весниците што се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот. Рокот за пријавување на кандидатите е 15 дена од објавување на огласот во службен весник. Советот на јавни обвинители пак има рок од 15 дена од денот на прием на документите да даде позитивно или негативно мислење за сите пријавени кандидати. Министерството за надворешни работи на Република Македонија соопшти дека персоналот на српската амбасада се враќа во Скопје. По разговорот на министерот за надворешни Никола Димитров и првиот заменик премиер и министер за надворешни на Србија Ивица Дачич за неодамнешните случувања, договорено е тие утре да се сретнат во Ниш. На средбата по пат на диалог ќе почнат со решавање на отворените прашања со цел унапредување на пријателските односи меѓу двете држави и двата народа. Според српското МНР, амбасадорката Душанка Дивјак Томич се враќа во Скопје на 31 август. Се очекува таа да побара прием кај македонскиот премиер Зоран Заев на 1 септември. За повлекувањето на српскиот персонал од амбасадата во Скопје, вчера телефонски разговараа Заев и Вучич. Договорија, како што стои во заедничкото соопштение, Македонија и Србија да работат на зачувување и унапредување на билатералните односи, а секое евентуално несогласување да се решава исклучиво со диалог. Што се случува во светот? Најактуелните настани и информации ќе ги погледнете во продолжение. Поради можен терористички напад, холандските власти синоќа го откажаа рок-концертот на Ротердам. Шпанската полиција ги алармирала холандските безбедносни власти за сомнително возило паркирано во непосредна близина на местото каде требало да се одржи концертот. Холандските власти брзо го лоцирале возилото кое било полно со канистри со газ. Возилото било со шпански регистарски таблички, а полицијата го апсила возачот. Според соопштението на канцеларијата на градоначалникот, концертот бил откажан во последен момент, но се признава дека засега не се знае дали бил подготвен терористички напад, како и дали заканата и комбето се поврзани.
На местото каде е пронајдено возилото пристигнале припадници на специјалната единица за антитероризам и специјална екипа за демонтирање експлозивни направи и бомби, а била целосно евакуирана и салата каде американските рокери требаше да настапат. Предупредувањето од шпанската полиција доаѓа поминато неделните терористички напади во Каталонија, каде 15 лица беа убиени во нападите во Барселона и во местото Камбрилс. Тајфунот Хато остава зад себе пустош во Кина, расте и бројот на загинати, повеќе од 150 лица се повредени од бурата за која тамошните власти сметаат дека е најсилната во последните 50 години. Брзината на ветерот бил 160 км на час, а најпогодени се провинциите Макао и Гвандун. Стотици илјади локални жители и туристи во јужниот дел на Кина биле евакуирани. Големи земјоделски површини биле под вода, а околу 2 милиона семејства останале без електрична енергија. Денес имавме сончево време со слаб до умерен северен ветер и УВ индекс со вредност 7. Минималната температура се движеше од 4 до 14 степени, а дневната температура од 25 до 33 степени. Според Управата за хидрометеоролошки работи, до крајот на месецот ќе се задржи претежно сончево време со посвежи утра. Дневната температура ќе биде во пораст, а од недела на некои места ќе го надмине и просекот за овој период од годината. Метеоинформациите се последните во ова информативно издание на Дневникот на К1 телевизија. Јас ви благодарам за вниманието. Вие понатаму останете со програмата на К1. Пријатно!